Од денеска метеоролозите најавија промена на временската температура. Во наредните денови ќе имаме значително намалени температури дури и за 10 степени. Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, веќе од утре утринските температури ќе се спуштат и до 0 степени, а дневната ќе достигне до 18 степен. Од петок и за време на викендот се очекува утринските температури да се спуштат и под нулата, а дневните ќе бидат во пораст. Овие нагли промени во температурата воопшто не се добри за здравието на граѓаните. За температурните осцилации предупредуваат и лекарите од итната медицинска помош и посочуваат дека граѓаните треба да бидат внимателни. Според лекарите, најмногу на удар се хронично болните лица, па затоа апелираат хронично болните лица редовно да ја земаат терапијата и да се консултираат соматичните лекари. Според специјалист докторката Елена Карева-Пиловска, шеф на смена во итната медицинска помош во Скопје, граѓаните ги чувствуваат здравствените тегоби од различна природа. Временските осцилации и всушност наглите промени во атмосферскиот притисок, влагата и температурата во воздухот доведуваат до реакција на организмот на човекот. Најчесто реагираат хронично болните, но се поголема реакција има и кај дотогаш недиагностицираните, односно здравите личности. Се сведува на Конституцијата. Како што додаде докторката Елена, јавувањата на граѓаните најчесто се за респираторни симптоми, покачен крвен притисок, покачена телесна температура, како и вратоглавици. Тегобите на кои што се жалат може да бидат од психичка и физичка природа. Од психичка природа варираат од умор, потоа безволие до зголемена раздразливост, а потоа несоница, намалена концентрација. Физичка природа значи вртоглавица, мачнина, варијација во крвниот притисок, срцебиење, екзацербации кај хронично болните, астматичарите, зависно од симптоматологијата, така и да се однесуваат. Значи, најчесто препораката е бегство кон природата, да се враќаат кон природата зголемен внес на течности, доколку е намален притисокот, тогаш значи така да и реагираат да го зголемат внесот на течности, потоа доколку е висок притисокот да си ја земаат својата хронична терапија и всушност бегство кон природата. Граѓаните, доколку имаат потреба, може да се јават за совет на телефонот 194, доколку состојбата е сериозна, тимовите на итната медицинска помош веднаш ќе интервенираат, а лекарски совет може да добијат и на линијата на Ало докторе.